Добро вечер, почитувани. Добродојавте во петочното издание на магазин со Томич. Веќе заминува овој месец богат со многу настани, искушение во секој случај, како на домашен, така на меѓународен план. Еве гледаме што се случува и со украинско-рускиот конфликт. Гледаме што се случува и на домашната сцена. Се пожешко и пожешко. Имајќи факт дека таа пуста фотелја, секој што велам ја, власта е сласт. Но таа власт ја дава народот и народот ја зима. Бидејќи без народот власта не може да обстои. Но оваа држава во еден континуитет од наскоро одбележуваме 34 години од независноста на државата и никако народот да се освести. Знаете зашто народот? Јас сум со вас. Но еднаш може да грешиш, втор пат, трет пат, значи проблемот е со вас или со мене кој да е. Зошто? Бидејќи чуда е таа магија која политичарите доаѓаат да го барат од гласот од вас, како да ве магепсуваат. Но вие знаете и умеете и точно процедурате, бидејќи власта, односно силата е во народот, не само и знаењето и умот е во народот. Може политичарот да се излаже, да рече не е готово, завршена работа, но народот е тој што ќе оцени. Ова го велам за тие политички субјекти и партии кои во овој изминат период, да речем 12 години, 12 месеци, во кои треба да се застрамат народна и новинарска забелешка. Од голем број непријатни, немакедонски активности што ги направи на штета на македонскиот народ и Македонија, тие натаму грлати, плукаат, викаат, критикуваат. Но, овои се мои 5 минути, пред да ја најавам соговорничката и темата, почитувани мои гледачи и мои следбеници, морате и ова да го слушате, ве молам. Прво ви благодарам на, речи си, 50.000 прегледи што имам, или што ги нарекува мојот продуцент Кристина Томич, вјуверси, кој тој рич, како се тој термин употреба, отиде толку, што да вистина го задржи вашето внимание. Збориме за апропо изјавата на професор доктор Сашко Кедев, кој го отвори со еден збор тој тунел и таа светлина што влезе, вака метафорично, и даде можност да се збори за тоа што наистина не треба да се случи во државата. Имено, 45 милиони евра од Фондот за здравство, наши пари, дадени се во некои здравствени институции за отварање на граден кош и сето тоа што е наистина неубаво. Тоа е неубаво и опасно е на поздравјето на сите нас. Цел живот даваме од личниот доход, одвојуваме, речиси, 50% за здравствениот наш, за здравствена заштита. Само еднашка ни треба во животот. Но и тоа еднашка знае да ја зезна работата. Но контекст на тоа што застанав за и околу, тој најголем скандал што може да го наречиме, фаќи факт дека ексклузивното новинарство или истражувачкото новинарство во Македонија е шпанско село. Тоа е science fiction, научна фантастика. Секој час на поединци кои истражуваат и доаѓаат до јасни ситуации. Во контекст на тоа што јас го се поврзувам со господин Сашко Кедев, а застанав до една ситуација на приказна за хематологија, јас останав избезумен кога господинот Фуркан Сали, исто така со едно истражувачко новинарство се занимава, тој откри дека во собите на хематологија имало камери, но дека само директорката професор доктор Сонја Ставрич можела да ги следи преку својот телефон. Замислите, според Фуркан Сали, значи ова е невозможно, ова е болно, луѓето, ни Менгеле, знаете, тоа е еден најблизок соработник на Хитлер, со тоа не би се занимало. Обвинителството, да бидам искрен, јас водам судски спор со хематологија, обвинителството побарало снимки од денот на хоспитализација на мојот син Ѓорги до денот на неговото починување, да ги обезбеди снимките, одговорот знаете што бил? Системот не функционира, мои драги македонци. Ако ова е точно што господинот Фуркан Сали го изјавува, тој мора јавно да се произнесе, почитувани. А обвинителството треба и то да презеде мерки. Како е можно да се гледа, ви се молам, страдањето на пациентите преку мобилен, додека тие врескаат, тие барат помош? Се радвам
што еве изјавата како што реков на доктор Сашко Кедев се го отвори тој тунелот на вистината, од каде извира таа светлина, која ќе го расчисти случајот и ќе ја покаже целата сурова реалност во медицинското, во здравството Македонија. Јавноста мора да знае. Еве, тоа мораше да го кажам, бидејќи вие баравте да дадам поголемо едно објаснение. Еве, уште еднаш го повикам господинот Фуркан Сали, со неговото истражувачко новинарство, нека повели во мојата програма и секако до обвинителството да ги пренесе. Режија, ве молам, ако може само джинглот, тоа беа моите 5 минути. Останете со. На демократијата. Да, драги мои, се радувам навистина што со вас ги делам и овој четвртина век на гласот на народот. И во овој четвртина век мојата вечерашна соговорничка учествуваше во моите емисии на многу телевизиски станици, бидејќи гласот на народот не е тоа салонска емисија. Знаете, ја не сум салонски новинар што ги викаат пудинг мајстори. Јас сум новинар и пателец, и истражувач, и кој навистина направи многу за Македонија. Да, чест ми е задоволство што вечера со мене е госпоѓа Лилјана Поповска, политичар и активист кој навистина даде голем придонес. Че посакам пред се добро вечер и добро дојде. Добре најдов. Благодарам. Ми е задоволство што го спомнав овие четвртина век. 2005 година, госпоѓа Поповска, знаете што, никош човекот не треба да плаче, да кука, нормално ќе жали за тој што ќе го изгуби се тона, но ништо не е случајно. Секојаш ведам по Божја промисла. Повеќе пати ми се случува настани во кој мораше да ме тргнат од микрофон, ме тргна од работа, а меѓутоа секојаш работе во некои нешта што навистина на Македонија донесе голем придонес, афирмативно, меѓународно, политички секако. Така се случи 2005 година на една ситуација на ова место, поточна телевизија АТВ, направив интервју со господот Метју Нимици, каде што Метју Нимиц даде една ексклузивно интервју за мојата маленкост, го обелодени тој чин на со еден збор, веруете, морам да го кажам, продавање на името под маса. Формулата 5+2 ли беше тој пакет и со кого го споделив, прво со вас го споделив, го информирав, почитуваниот мој драг пријател и академик, вашиот татко, Блажо Ристовски, кој беше вознемирен од тоа што се случи и во опозициониот простор на таа политичка гарнитура навистина се даде простор да се покаже лицето на луѓето кои ја со еден збор уништија Македонија. Морам тој да збор употребам. Дадовте несебичен придонес заедно со поранешниот премиер Никола Груевски, кој беше опозиционер и кој јавно го обелоденивте тоа интервју, тие точки што Метју Нимиц дојде и ги обелодени. Од друга страна имаме исти таков случај. Се потпише еден документ октроиран на мускули, француски предлог, опозицијата веднаш го нарече бугарски диктат, во кој се сочинуваше од два протокола. Меѓу другото, едниот помина, вториот на еден новинарска забелеска швейцарски начин се протна, далеко од опозицијата, сегашната власт во НДПМН, далеко од народот, дури ако ми дозволите поширо коментарево, далеко и од пратениците на СДСМ и ДУИ, им дадоа, почитувани гледачи, само една страница. Вие сте таа што се одваживте пред неколку дена, а не знам зашто другите молчаа да го оспорите ова како неуставен документ пред нашиот највисока институција, Уставниот суд. Ве молам, че ни објасните зашто станува збор. Станува збор за вториот протокол, кој што е потпишан од страна на министрите за надворешни работи на Македонија и на Бугарија на 17 јули 2022 година.
Тој протокол е подпишан врз база на еден член 12 од договорот за пријателство и соработка со Бугарија, каде што се вели, членот е многу едноставен, се вели двете влади ќе формираат една меѓувладина комисија која што ќе ги разгледува прашањата за подобрување на односите и пријателството меѓу двете земји. Една многу општа формулација што сама по себе не е опасна. Практично протоколот е тој кој што го прави опасен овој член, кој што инаку е безличен во самиот договор. И договорот без протоколи, тој нема можност да направи штета. Протоколите се алатката преку која што практично Бугарија сакала и се обидува се уште да направи штета и да си ги издействува оние работи за кои што сонувала 2 века. А тоа е бугаризација на македонскиот народ, присвојување на Македонија како своја територија, непризнавање на наша автохтона историја, историски развој како народ, непризнавање на македонскиот јазик и на македонскиот идентитет. Значи, вториот протокол е нешто што е, јас го нареков, тој е отров и тој не смее да се примени во ниедна форма, на ниеден начин, бидејќи тој представува еден диктат што се Бугарија посакува да се случи во однос на Македонија, македонската држава, македонскиот народ и македонскиот јазик, односно тие да исчезнат, ние да се само укинеме на некој начин доколку ова го спроведеме и на тој начин да се бугаризираат македонците и да им се оствари Сан-Стефанскиот сон, кој што им траеше се на се 3 месеци на еден договор таму меѓународен, кога им подарија некоја голема територија, им нацртаа на карта, меѓутоа по 3 месеци тоа се укина и од тогаш Бугарија го сонува тој Сан-Стефански сон. Меѓутоа, овој протокол е толку страшен, толку отровен, што велам јас, што е невозможен да се спроведе. Дури некој во лудило да сака да го спроведе, не може. Тоа е невозможна мисија. Но е штетен дури и во обид. Дури и обидов што го прави Бугарија сега е штетен, затоа што овој протокол успеа Бугарија како членка на Европската Унија да го вгради во пакетот закони, во пакетот одредби за евроинтеграција на Македонија. И тој протокол е провлечен во едно пакетче од неколку документи и во рамката преговарачка имплицитно, не директно, имплицитно на него се посочува, а директно се посочува во 2 други документа. И на тој начин, јас велам, оваа рамка веќе станува јамка за нас. Ние не можеме како Македонија да се провлечеме низ неа и да влеземе во Европската Унија, не можеме ни да ги започнеме преговорите, а камоли да ги завршиме, затоа што тоа е еден диктат од невозможни, небулозни барања, антицивилизацијски барања целосно. И тоа е работата. Ние мора да го поништиме тој протокол, според мене, за да не создава кочница, формално правна кочница, и за да може едноставно Македонија да си се посвети на спроведување на копенхагенските критериуми, какви што ги има и сите други земји, ни за еден нормален пат да влеземе, за што сме спремни многу одамна. Дадов во најавата, почитувани, значи спомнав дека прелажени беа и народот, и политичарите, особено опозицијата која немала воопшто шанса да допре, да се доближи до тој документ, но и самите членови и пратеници на СДСМ и ДУИ. Само еден празен лист, првата страница од протоколот и ништо друго. Колку е тоа цивилизацијски, човечки, патриотски, не можам да го спомнам, иначе не гледам патриотизам тука. Еве како политичар, како поранешен пратеник. Поранешен политичар. Поранешен политичар, како го толкувате му? Видете вака. Ова е еден инженеринг, некоректен и непринципиелен инженеринг, кој што го барала Бугарија како една членка од Европската Унија и се погоди период, јас би рекла вака послободно за да бидам разбрана, и се погоди период на Бугарија кога нејзиното место и нејзиното гласање во Европската Унија
стана многу важно, исто така и во НАТО. Поради промени, големи геостратешки промени, тектонски промени би рекла, на европско и на светско ниво, и поради војната во Украина, едноставно она стана, незиниот глас стана многу поценет и позначаен, под наводници, и тоа стана дел од нашата несреќа, што нашите аргументи не поминувале, нивните небулозни неаргументи поминувале. И некој на бирократски начин едноставно ги прифаќал сите тие работи и формално правно рекол се ова во ред, ова ќе биде вака, Македонија еве ќе прифати, ќе ги следи овие точки и сето тоа ќе биде ќе си тера. Никој не се задлабочил ни од европска страна, јас сум сигурна, да размисли, да ја види содржината на овие небулози во вториот протокол, а едноставно го внесле внатре под превезот дека тоа е можност за поголемо пријателство помеѓу две соседни земји. А инаку, ако се сеќаваме, јас тогаш не бев веќе неколку години во политиката, го нагледував тоа како граѓанин, како пензионерка, нели, од страна, меѓутоа реагирав уште и реагираше, целиот народ реагираше. Тоа беше голема борба, само да се подсетиме, 2022 година, па имаше протести, па сите одевме на тие протести, фамилиарно, семејно, што се вели, народ се излеа на улици, кога се разбра што се планира Бугарија да направи, што се планира да содржи таа француска рамка за преговарачка. Тоа беше некаде јуни, мислам, 2022, и тогаш ние разбравме од медиумите, и тоа повеќе дури од бугарските медиуми, кои пренесуваа што се ќе содржи, бидејќи бугарските медиуми се фалеа. Во тоа време, само да подсетам, што се случи? Исто разбравме преку медиумите, следиме, светот е глобално село, се пренесува, тоа е и добро. Разбравме дека на 23 јуни 2022 година во бугарскиот парламент дошол протоколот, вториот протокол. Влегол и Комисијата за надворешна политика дискутирала за него. Не заклучила, се направи голема гужва, бидејќи бугарски луѓе со екстремни ставови, дури ни тој протокол не го бендисале доволно, не бил доволно остар за нив. Па потоа следниот ден, 24 јуни 2022, целиот пакет, француска рамка преговарачка, со се вклучен протокол, се изнесува на пленарна седница на парламентот бугарски и за тоа се гласа. И практично протоколот и како дел од рамката, севкупен пакет е изгласан во бугарскиот парламент, значи бугарската политичка елита дала за право на својата влада и на својата министерка да го потпише тој протокол. За тоа време, што се случува? Европската унија исчекува Бугарија да го потпише и да го прифати рамката со се протоколот. И на 30 јуни 2022 година на Европскиот совет, значи лидерите европски, ја усвојуваат француската рамка со се повикување на протоколот, односно индиректно, имплицитно, јас тоа го велам, повикување на документот од спроведувањето на членот 12 од договорот за пријателство, тоа е директно протоколот, и Македонија се уште чека. Значи, Бугарија го разгледува, го дискутира. Европската унија го разгледува, го дискутира. Македонија чека они да се одлучат, да договорат, и на 16 јули 2022 година им спружува на пратениците, ги става во една грозна состојба, им спружува едно мало документче кое што се нарекува информација за содржината на евроинтеграцијската рамка, сосем кратка, некоја, општо може да се види на интернет, некоја недефинирана информација. Усно се зборува повеќе, нели се објаснува и така натаму, дека еве со ова се откочуваат преговорите, ќе ги почнеме преговорите со ова, и во самото тоа посолче практично, освен точката 5, се друго се окей формулации.
Македонија сака го продолжува својот евроинтегративен пат, ќе ги исполни критериумите од Копенхаген или како беше сега и така натаму. И се си е тоа во ред, нема ништо страшно друго во тој документ, каде што практично претениците гласаат дека да, сакаме да почнат преговори. Но една точка 5 е каде што се повикува, исто така имплицитно, бидејќи не е потпишан протоколот, на спроведувањето на членот 12 од договорот за пријателство со Бугарија, и тоа е имплицитно повикување на протоколот. На тој начин, практично, пратениците некои веројатно и несвесно го гласаат индиректно протоколот кој што не се спомнува експлицитно. Сега, на следниот ден, на 17 јули 2022, двајцата министри на Македонија и на Бугарија конечно го потпишуваат протоколот за кој што претходно се изјаснила, го гледала и се изјаснила Бугарија, го гледала и се изјаснила Европската унија, Македонија не го гледала, имплицитно и било подметнато во оваа информација и тоа се потпишува за на 18 и на 19 да се случат првата седница за отворање на преговорите, првиот дел на отворањето на преговорите. Мислам, ова се преседани за Македонија, се нешто специјални услови добиваме и каде што има заклучок на Европскиот совет, веќе кај што експлицитно се поздравува носењето на протоколот како акт на пријателство, кој што ќе обезбеди пријателство меѓу двете земји на 18 и на 19 кога е првиот дел од отворањето на преговорите, нашиот премиер, ако не се лажам, имаше официјално обраќање каде што истиот текст од заклучоците од Советот на Европската унија го прочитува со поздравување на протоколот. Значи, тоа се еве вака целиот историјат за да може да се свати. Прилично комплицирана е оваа материја и има толку недоследности, толку хронолошки нелогичности, толку правни нелогичности. Документ кој што не е ни постоечки, затоа замислете Европската унија го усвојува во пакет на официјални документи. И затоа велам, ако овој протокол се укаже, бидејќи укажавме и ако се покаже и се потврди од Уставниот суд дека е правно невалиден, како што тврдам дека е по многу основи, по најмалку 7 основи, за кои што многу имам зборувано јавно, тогаш, значи, тој дефект во преговарачката рамка, доволно е тој да се тргне, да си продолжи преговарачката рамка, другите работи се сосем нормални, ќе си ги исполнуваме критериумите од Копенхаген, ние од тоа не бегаме, ние сме спремни. Многу го кажано во тој контекст, дали сметате дека Европската унија ќе инсистира на имплементација на вториот протокол доколку Уставниот суд го прогласи за неуставен? Кој тоа може да го знае? Не би требало. Како ќе се одржи врз нејзиниот авторитет, како? Сега, тоа не може никој да го претпостави, меѓутоа, ова е една нова состојба. Ако ова се прифати од Уставниот суд, тогаш имаме де факто нова правна состојба, која што нашите првенци во владата, председателката и така можат да го вметнат во нов наратив, бидејќи ова е нова состојба правна. Де факто, ако се потврди дека тоа е правно невалидно, неуставен документ, значи едноставно мора тогаш да има некаква реакција од страна на Европската унија. Идеално би било, што јас предлагам, да се направи ново преговарање за протокол, да се направи пристоен протокол, каде што ќе се води сметка за достоинството на Македонија и на Бугарија и ако веќе се реферира на некој протокол, тој да биде ново договаран и пристоен, или едноставно да се прогласи дека тој дел од преговарачката рамка нема да се обележи, дека тој не може да се спроведе поради тоа што е правно невалиден, прогласен за невалиден и неуставен во својата држава, и да се прескокнува во постапувањето. Меѓутоа, не ми се верува дека толку едноставно би одело. Меѓутоа, знаете, има во политиката многу што ги викаат креативни решенија, каде што може да си најдат начин, но важно е ние да го докажеме дека ова чудо е дефектно, неуставно, правно невалидно, правно ништавно. Ова чудо не било ни објавено во службен весник?
Апсолутно, и тоа е една од клучните причини поради која што е неуставно. Бидејќи обврска е, уставна обврска, да се и на закони, и на деловник собраниски, така натаму, мора да се објави во службен весник, тоа е дел од уставна обврска, а тоа не е направено. Покрај редица други, еве вака само да протрчам, ако сакате, низ прекршувањата правни, не е почитувана процедурата за негово договарање и усвојување од страна на владата и подпишување. Прекршени се закон за склучување, ратификација и извршување на меѓународни договори по редица членови, дури 14 членови од овој закон за склучување договори, водење преговори се прекршени. 14 членови. Понатаму второ прекршување правно е не е ратификувано, во што го спомнавте, во Македонското собрание, тука е прекршен уставот пред се и деловникот на собранието. Понатаму трето, не е објавен во службен весник, значи ратификацијата на Македонското собрание е исто така една обврска и уставна и законска, значи ние имаме според законот за склучување, ратификација и извршување на меѓународни договори цела јасна процедура од тоа како се прави концепт на договор, како тој се предлага на влада, како се дискутира, како се утврдуваат црвени линии, како се менуваат црвените линии поради образложение ако од другата страна нешто не привика. Ние немаме видено документ каде што владата сменила, донесла црвени линии, па ги сменила, па на крај објаснување зошто бугарската страна не прифатила ништо од нашите аргументи, а биле прифатени, поминале сите нивни тотално нелогични барања и така натаму. А реков, трето, не е објавен во службен весник, што е апсолутно уставна фалинка, тоа е невозможно. Понатаму четврто, несоодветна е формата и содржината. Тука се прекршени закон и уставот и законот за склучување, ратификација, извршување на договори и така натаму. Петто прекршување излегува надвор од рамките на правен акт кој обработува само еден член од договор меѓу две земји. И тоа по три основи излегува надвор. Прво, како подзаконски акт, тој нема сила да наметнува промена на уставот и внесување на едни или други народи, наменување на идентитет на народ, на држава, на јазик, се тоа што во протоколот е напакувано. Значи, просто е невозможно вие тоа со подзаконски акт да го правите. Второ, тоа е невозможно поради меѓународни договори. Ниеден договор не може да го смени она што некој го чувствува. Така што безсмислени се и некои договори и што сме ги прифаќале, а кои што се надвор од логиката на уставното право меѓународно. И еден ден и тие работи ќе треба да ги досредиме. А исто така, овој што е многу интересно и многу јако е правнички, овој подзаконски акт, овој протокол, тој излегува надвор од договорот за пријателство и добрососедство со Бугарија. Затоа што, може ли да ви прочитам што пишува во тој договор за пријателство, да. Тоа е 2017. Да. Во првиот член од договорот вели дека двете страни ќе развиваат сестрани односи помеѓу себе во согласност со основните принципи на меѓународното право и добрососедство. Прекршено. Членот 2 вели од тој договор: двете страни ќе соработуваат во рамките на Обединетите нации, Организацијата за безбедност и соработка во Европа, Советот на Европа и други меѓународни организации и форуми. Ништо од сето тоа прекршено и дополнително вели исто во членот 2 од договорот и ќе развиваат соработката помеѓу себе во областа на европската и евроатлантската интеграција, насочена кон успешна подготовка на Република Македонија за нејзиното пристапување кон Европската унија и НАТО. Ова е апсолутно прекршено. Само по оваа основа Бугарија го има, ништо друго да не гледаш. Дури овој вториот протокол да не бил и по ова веќе Бугарија го направи прекршување, бидејќи стави вето за нашето евроинтеграцијски пат. И членот 11 на овој договор за пријателство вели ниту една од договорните страни нема да презема, поттикнува и поддржува действија насочени против другата земја кои имаат непријателски карактер. Што е ако не се непријателски дејства ова сево што е набројано, што го излобира Бугарија и што ни го вметна во преговарачката рамка, ова се директно непријателски акти. Така што значи ова се сериозни
сериозни прекршувања и отстапување од договорот. Затоа јас честопати велам, договорот за пријателство со Бугарија, тој не е идеален, како ни еден договор. Меѓутоа, тој сам по себе не нанесува штета. Ги читам, еве сите ови 3 члена клучни, тие се за пријателство, тука нема ништо спорно. Во членот 12 се вели, ќе има комисија, ќе се формира, ќе разгледува начини како да се подобрат односите меѓу двете земји. Ама кој да сонува дека тие под членот 12 ќе внесат кукавичјо... Со задни намери, кукавичјо јајце. Или, например, заедничка историја. Многу има дебата околу тоа, многу имам размислувано за тоа. Термин заедничка историја, сам по себе тој термин се употребува во меѓународното право. Па заедничка историја имаат сите комшии кои што делат иста граница, некој се поместувала на една на друга страна. И јас тврдам и имам и изјавено, која е нашата, ние имаме заедничка историја со Бугарија. За време на Втората светска војна, ние дефинитивно имавме заедничка историја, бевме во иста држава, во фашистичка Бугарија. Бугарија беше поробител, Македонија беше поробена. Значи, тоа е наша заедничка историја, но во цивилизирани однесувања, тогаш треба онаа земја која што поробила друга, тоа да го признае, да се извини. Во случајов дури би требало и репарации да плаќа, ако веќе зборуваме доследно и правнички, нели, и според меѓународно право и според правда, и понатаму се тера заедничкиот пат. Или да речеме комисија, формирање комисија за разгледување на историски прашања. Германија и Франција половина век дискутираат за тоа и не се разбрале, ама не водат војни. Тие се први сојузници. Значи, ме разбирате, самиот договор за пријателство, ако човек ги гледа со добро око, таму нема лоши формулации, но тие ги имале други намери очигледно и протоколите им биле потребни како алатки, за да може маша, токму така, за да ги операционализираат нивните санстефански намери. И само да ги спомнам, мислам дека ќе биде интересно за гледачите, кои се шестото и седмото прекршување правно, и тука веќе доаѓаме до најделикатните идентитетски прашања. Шестото прекршување правно на овој втор протокол е што произведува масивни штетни действија врз идентитетски прашања за македонскиот народ, јазик и држава. Затоа што тој протокол и наметнува на Македонија обврски, чие што, јас велам, евентуално исполнување би значило само укинување на македонската држава, народ и јазик. И затоа е тоа невозможно да се оствари, дури и некој луд ум да сака тоа да го спроведе. Тоа е тука, всушност е вметната таа замислена бугаризација. И еве сега ќе ја кажам со седмото, ќе ги кажам примерите за како тоа го замислуваат и зошто е невозможно. Што стои во тој протокол, ќе цитирам, цитатот е најпрецизно објаснува. Значи, се бара целосна промена на историските наративи и изнудено изнаоѓање заеднички личности под наводници и настани за славење. Ако ние сме имале еден окупатор бил друг окупиран, ние не можеме да славиме, ние можеме да го славиме денот ако имаме помирување, па речеме од тој ден ќе го славиме денот кога сме си подале рака и од сега ќе бидеме пријатели, ќе се поддржуваме. Но не можеме да славиме нешто каде што некој бил убиван, некој убивал. Значи, тоа е едноставно невозможно. Понатаму се вели, се бара внесување на новата историја во наставните програми, ова веќе цитирам, во наставните програми, учебници и релевантни наставни материјали, надписи на споменици, плакети, информативни материјали во музеи и други локации, од образовно и културно значење, како и релевантни информации во електронски информативни медиуми во јавна собственост. Значи, тотално преоблекување на историјата и на свеста која што се гради од историскиот наратив, практично менување на колективната меморија, затоа што ние нашиот идентитет го градиме врз база на колективната меморија која што ја носат нашите предци и која што ни ја раскажуваат. Понатаму што се бара во овој протокол? Се бара строго контролирање на сите содржини во медиумите, во јавните настапи, дури и приватните изјави на социјални медиуми. Замислете, така што ние сега што говориме, може да го прогласат како говор на омраза. Замислете, самото детектирање на проблемите. И понатаму, исто цитирам,
да се контролира државното финансирање на нови книги, документарни списанија, филмови и други уметнички дела, културни споменици и прослави. Понатаму, ни ова не е малку, уште има. Обврзува на бугарско одобрување, историски и други учебници и лекции во нив, како и на сите објавени материјали, содржини, надписи и друго поврзано со образование, култура и уметност. На Фејсбук, она што ќе го напишам, ако не му се бендиса на некој политичар, може да прогласи дека е говор на омраза и дека Македонија не го контролира ширењето на говор на омраза од приватни лица. Покрај се во ова, протоколот се поставува и услов првата меѓувладина конференција да се одржи веднаш откако во нашиот устав ќе ги вклучиме сите граѓани кои живеат на територијата на земјата, кои се дел од бугарскиот народ и ќе го усогласиме своето важечко законодавство со измените во уставот. Практично протоколот задира во темелните вредности на нашиот уставен поредок. Госпоѓо Поповска, да му дадеме една слика на граѓанина со оглед дека ова тема е вредкостен, што не ја допира. Не можат медиумите, морам како новинар да го констатирам и да се уверам дека ова тема не ја третираат. Како да се плашат, како да им е забрането, или имаат една рампа, а од друга ситуација, големи политичари да се одважат, да бидат чисто македонски настроени. Самите представници кои го подпиша СДС, ЕМ и ДУИ, да поднеса, да провладеше разумот и да превзема вашата иницијатива што доаѓа по еден долг период, колку тоа доаѓа? 3 години, јас веќе не ве најавувам дека е дефектен. Да. Јас 2022 година најавив, јавно објавив во колумна дека баш како што реагирав на Фејсбук и пред подпишувањето и по подпишувањето на протоколот, меѓутоа објавив и колумна во Медиум дека протоколот е правно ништавен. Прво се повикав на тоа што не е ратификуван во собранието. Значи, првично, не е ратификуван, сум била претеничка толку години, знам дека не може ваква содржина да не помине ратификација. Една добра паралелна дигресија, само да им кажем на гледачите. Овој протокол француски или бугарски диктат како опозицијата? Бугарски диктат е, Франција им помогна да го внесе. Знаете дека е под нарачка на господинот Макрон, значи као новинар го истражував, и тоа е неговиот советник покани Александар Адам. Тој е негов најблизок соработник, кој заедно со Генчева, он го направи овој проект. Значи, автор на овој проект е Александар Адам. Значи, првата личност која е најблиска со Емануел Макрон и кој добил награда Златен лав, највисок со лента, тоа е највисоко признание на бугарската држава, дадена за странски политичари и така натаму. И тоа имаше така фотосесија без мува да ги лази. И конечно, ние испаднавме изиграни со преспанскиот договор, со оглед дека Заран Заев ловеше во матно. Тој документ, како што кажа Никола Димитров, дека се правеше на 3, 4, 5 дестинации, тоа веќе се знае и кардиналската сеанса, рамковниот договор, потоа е преспанскиот, меѓутоа беше ветено. Ако помине преспанскиот без волја на народот, без тоа знаете дека имаме референдум, вие ќе станете, ќе почнете да преговорите со Европската унија. Тоа беше фрау Меркел, мислам, исто тоа го кажа, да потоа да Емануел Макрон да измисли дека ќе прави некои редефинирања. Стави вето. Колку тоа е конзистентно, колку тоа е европски пред се, колку тоа човечки, бидејќи убаво го прочитав и дадов, просто целосно го елаборирате, што задира врз идентитетот, суштината на македонскиот народ, не на нација, не народ. Едноставно го бришеш, го кремираш, простите на ова компарација, меѓутоа едноставно го дилитираш. Етнички геноцид со еден збор. Дали ние, и знаете дека награда Македонија доби јамка, многу ви благодарам за, значи и замка и јамка со овој протокол, а Бугарија знаете колку добила? 12, не знам колку милиона добила, 120 милиона добила, како социјален пакет за млади брачни парови. И конечно, за преспанскиот договор. Знаете ли колку добила грците? Фрау Меркел исто така замена за Грција по преспанскиот договор, ние добивме повторно една јамка и замка, 150 милиарди евра
инкасирала Германија на Грција за социјални пакети на пензионерите, бидејќи тие протестира и така натаму. Колку е тоа европски? Значи, тоа е двоен стандард, некој морков, некој снапот. Интересни работи кажувате, вие сте истражувачки новинар, веројатно имате извори од каде ова го добивате. Меѓутоа, генерално земено вака како граѓани можеме да кажеме дека по се што видовме и што доживеавме и на наша кожа и што се поминавме, практично Европската Унија покажа двојни стандарди, за жал. И нам многу ни значеше и се уште ни значи да имаме високи стандарди, да ги подигнеме стандардите на живење, на правна држава, да се реформираме на позитивен начин и така натаму. Значи, но секогаш сме се повикувале на Европската Унија како идеал. И она што на хартија било во нивните документи и она што е мотивот за формирање на Унијата како Унија на мир и на соработка и така натаму, тоа се едни убави, возвишени идеали, но многу разочарување како македонци доживеавме низ сите овие децении и ги осетивме тие двојни стандарди каде што практично многу пати се осетивме многу небитни. Се осетивме, ни покажаа всушност со своето однесување дека не им значи не им сме добро дојдени, се збор. Не им значи ние што мислиме, туку повеќе им значи една Бугарија, една Грција. Тие имаат, дали поради тоа што имаат море, дали поради тоа што имаат подобра геостратешка поинтересна позиција, дали поради тоа што некои од најголемите земји, Германија, Франција, Англија и така натаму се протежеа на тие земји низ изминатите 100-200 години и така натаму, така што ние на некој начин остануваме сами да се бориме, но има и тука една интересна работа во сета оваа горчина кога ќе ја кажуваме на сите маки и неуспеси, има и многу успех. Најголем успех е што Македонија и македонскиот народ преживува. Преживува на сите гмечења. И она чуена од Петре М. Андреевски дека сме како пиреј, тоа е буквално вистина. И повеќе од пиреј. Ова искорнување што го прават, ова малтретирање, практично не само што не го ослабе македонскиот идентитет, туку го зајакна. Го зајакна, затоа имам и истражување правено и не само јас и други. Жилав народ. Има интересно едно истражување, во некоја друга прилика можеме за тоа да говориме. Бугарски истражувач од Бугарски институт научен пред 2 години, ако не се лажам, има заклучок дека македонскиот идентитет со сите овие работи што ги прави нашата политика бугарска, вели, македонскиот идентитет е зајакнат. Бугарски научник тоа го утврдува според истражување на јавното мнение во Македонија и тоа јасно се гледа, каде што порано немало сензибилитет за некои финеси, не се разбирале, не се знаела можеби толку и историјата и така натаму. Луѓе читаат историја, учат за својот јазик, го воздигнуваат, па видите на социјални медиуми има една гордост и со гордост се изговара македонец, Македонија, македонски јазик, има еден пркос, практично како да ви кажам, тоа е и природна реакција кога некој те гмечи, едноставно се бориш да се исправиш и да покажеш живот, желба за живот. И тоа е многу здраво. Така што јас сум дефинитивно оптимист дека ние ќе се избориме за правдата, меѓутоа страшно е што во меѓувреме се мачи народот. Се мачи зашто ние во меѓувреме не можеме ни економски замаец да направиме. Се мачат, владава се мачи. Владава има многу добри позиции, да речеме на меѓународен план. Многу јасни. Што не било пример, госпожо Поповска. Што не било секогаш пример. Било на моменти, но не секогаш. Значи, има колку практични, дипломатски, одлични решенија предложи за одложено дејство, на промена на устав со одложено
одложено дејство. Кога ќе влеземе во Европската унија, тогаш да важи, нема да бидеме загрозени ние тогаш, нели така, како Македонија во меѓувреме да си течат преговорите за да не условуваат на секој чекор бугарските комшии. Понатаму предлага макар гаранција да даде Европската унија за тоа дека ова со уставот ќе биде една промена и со тоа ќе заврши, нема да ги бара Бугарија другите небулози што ги бара. Меѓутоа, ни тоа не е прифатливо сега за Европската унија. Затоа ја се надевам, затоа сакам ова како алатка да биде ова, се надевам поништување на овој втор протокол, каде што ќе може една нова правна состојба да имаме, која што ќе и помогне на македонската политика и сегашна и идна и која што ќе остане едноставно вградено како основа за да може да се продолжи борбата и да се бориме против овие сите негаторски политики од соседите. Знаете, јас реков дека не сум тако новинар кој оди во кабинетите на политичарите, дали се власт, опозиција, значи истражувам и анализирам. Можам да ли го речам дека ово е план Б? Кајла Калас дојде тука, претходно незиниот колега од Европскиот совет, кој рече, нема, морате вие и госпоѓа Кошта. Кошта, Калас, Кос. Меѓутоа, тие беа, да ги поздравам, сите тројца им благодарам, ме поттикнаа, тие беа непосреден поттик за да одлучам веќе да го поднесам, да го уставната иницијатива да ја направам, да ја спремам и да ја поднесам. Меѓутоа имаше штама, никој не го направи тоа, госпоѓа Поповска, што мене намистина ми радува и ми е предизвик што вечерава. Видете, очекував дека во меѓувреме јас 3 години го навестувам низ 3-4 колку колумни, ова и ги анализирам, меѓутоа очекував дека некој од политиката ќе го направи, но можеби ја знаете потешка ситуацијата на луѓе кога се во политиката, кога треба да преговараат за ред работи за цела држава, за сите аспекти со тие луѓе во Европската унија, полесно е за мене како граѓанин. И што е добро во секој случај да вие го предлагате или некој од интелектуалната потенција. Ете така. И кога видов дека дојде времето по сите тие 3 посети, многу добро ме подсетивте, господине Томич, фала ви. Токму тие тројца личности, Кошта, господин Кошта, господја Калас и господја Кос, со пинџурот кој што многу не го бендисувала како наш идентитет, тоа беше кулминација и кога така и ја почнав последната колумна со најавата за иницијативата, доста ни беше оваа пинџуријада. Доста веќе излезе. Таа веројатно немаше лоша намера, но излезе како подценување, како мајтап со нас. Значи, нам не ни треба некој пинџурот да ни го признае. Да, одличен е пинџурот, сите ни го признаваат дека ни е добар. Ама ние идентитетот си го бараме. Ние тоа не си го бараме, ние сме си го нашли, но бараме тие да ни го признаат, да не дозволат Бугарија или Грција или било кој друг да ни го негира. Прочитавте договор за соработка и добрососедство 2017, членот 10-11, така. Видите која е коинциденција. Интерим акордот. 1, 2 и да. Она каде што нема да има против за блокирање. 1, 2 и 11. Така. Да. Верувајте ми, господја, навикнав предиши професори, и сте професор, и сте доктор. Сум доцент сум само, да. Го спомнуваме тој член, едните и други. Знаете дека привремената спогодба со нашиот јужен сосед, членот 10-11 вели, првата страна е Грцијацен збор, нема и не сме да се протистави на Македонија или да не го спомнам тоа родно име. На другата страна, така. Каква коинциденција? Нели тоа е на повторно ќе го испотребам новинарска забелешка во една перверзија во раскош. Тука во тој документ за добрососедство од 2017 и овдека од 1995 се поклопуваат 10-11 член како една слободна зона, дека нема да не оспоруваат. Дали ова играрија, што навистина големите мајстори на таа кујна ни го прават свесно, бидејќи не сме, не може многу радикално биде, се уште добродојдени да бидеме у тоа големо добро. Елитно друштво. Елитно друштво со иронија би рекла, да. Видете вака, ова се вообичаен може да има. Но имаме една добра група од Европска унија, таа вишеградска група, да бидам искрен, кои навистина ни ги отварат портите. И може ли да се случи тоа редефинирање на Европската унија? Тие имаат разбирање за нашите состојби, многу поголемо разбирање. Господјо Поповска, ова е многу историски во секој случај, затоа ја спомнам. Дали Кајла Калас
Со ова може комотно, јас сигурен сум дека Уставниот суд не е више од тие рамки што беше порано октруиран, дефиниран споредна политичка провиненција, и како што ќе наредни главниот папа, така тоа го правеле, меѓутоа сега имаме еден колорит. Меѓутоа имаме емоција и рацио кај што работи. Дека сепак, јас сигурен сум дека ќе помине вашиот предлог, а тоа да биде, јас се надевам, јас сум оптимист, се надевам. На 29 август. Се надевам. И тоа ме радува. Има премногу аргументи. Има премногу аргументи има. А од друга ситуација, ако ми дозволите, јас напишав неколку колумни каде е силата на Европската унија, кога видовме на баци рака, пак номинарска забелешка, големите челници на Европската унија како заминуваат на поклон кај господинот Доналд Трамп. Доналд Трамп јасно упати порака дека сака мирен, стабилен Балкан. Нормално, и неговиот амбасадор рече, нема ние да ви го решаваме проблемот на земјите на Балканот, туку самите ќе си ги решавате. Но, дали верувате дека може да се случи тоа? Не чудо, тоа логично решение, да Америка наистина ја стави раката на ова прашање и Македонија ја стави во преден план. Можно, зошто да не? Можно би било, меѓутоа во случајов, знаете, гледаме дека принципите се една работа, меѓутоа големите геостратешки игри се друга работа. Ако му влезеш во окото на некој голем играч во политиката, гледаме дека со магично стапче се решаваат работите. Како спомнавте вие, решавање на социјални проблеми во Грција, во Бугарија, како играчка, милиарди се насочуваат ваму добиле бугарите за нив, тоа, знаете, тоа е пара за нив. Така што очигледно дека веројатно може, гледаме дека може, меѓутоа и ми да во прилог да невралгичен Балкан, недефинирани ситуации безбедности, бидејќи Македонија е единствена држава. Не е логично ваква ситуација. Ова е буквално, како што кажувате, невралгичен Балкан се одржува поради ова. Зошто? Зошто кога ние сме толку добронамерни, толку отворени, толку, како да речем, проевропски на сите малтретирања, македонските граѓани се уште во големо мнозинство сакаат евроинтеграција. Знаете зашто ви реков за тоа? Треба да го почитува некој. Знаете зашто го спомнав Трамп? Осмиот коридор, тоа е Албанија, Бугарија. Значи стратешки е многу важно за НАТО и така натаму. Видовме владата на Македонија денеска веќе направи еден огромен исчекор со 50 мостови, не знам колку тунели, значи го пробива тој антагонизам. И покажува дека ние сакаме да сме добар сосед, добра членка на НАТО, добра членка на ЕУ утре. Значи, едноставно, ние сме отворени за соработка и даваме се од себе. Апсолутно. И тука, навистина, посебно честитки за министерот за транспорт и врски, Александар Николовски. Значи, и на владата се разбира цела. Меѓутоа, тој е тој кој што гледам директно ги брка сите овие работи и кој што докажа дека коридорот треба да се преговара, да се подобрат условите, да се направи поевтина и пореалистична. Тој е уигран тим во секој случај кој направи. Секоја чест, значи тоа мора да се симне капа на вистина на сево. Не, затоа зборам дека вашата иницијатива е еден катапулт, во секој случај, која треба да се вроди на еден плод позитивен и после украинско-рускиот конфликт, сега што верувам јас се очекувам и покрај тоа што се едни тактики со математики, дека дали ќе дојде средбата Путин-Зеленски, но во секој случај човекот кој решил да и заслужува, госпоđo Поповска, че согласите со мене, негов колега кој војувал со 6 војни правеше, тоа организираше и војуваше, тоа е господинот Барак Обама и добил Нобелова награда. Мислам дека го Доналд Трамп дефинитивно ја заслужува, а и верам дека ќе го заврши прашањето околу Балканот, вклучувајќи и Македонија, бидејќи стратешки е многу важно. Не дека нам ни одговара. Еве во контекст на сето тоа, сакавте нешто да кажете за таа политика што нашите два соседа во континуитет, посебно Бугарија, тој незин сон, таа не Сан Стефански сон е тоа, да. Можете ли тоа да ни го кажете, сепак дека навистина сакам јавност уште повеќе, бидејќи сте доста и можете тоа убаво да го објасните. Видете вака, Македонија има историја долга
И низ вековите Македонија била интересна територија со многу бурна историја. Така. И Македонија се провлекува како термин, како територија од давнина. Така. Од античко време, па потоа во римско време била тема Македонија, па потоа била регион и така натаму, провинција Македонија и така натаму. Понатаму станала Народна република Македонија, па Социјалистичка република Македонија, па Република Македонија, па едно време референцата ја добивме бивша Југословенска република Македонија, сега тоа со С, напред го добивме таа грдата повторно придавка, меѓутоа се тоа придавки. Суштината е, историското име на Македонија е Македонија, на нашата земја е Македонија. И она што и татко ми секогаш го велел, треба да го зачуваме историското име, не уставното. Уставот е договор политички во одредено време, во една констелација. Меѓутоа, историското име нам ни е Македонија. Една работа што луѓето треба да ги подсетиме. Ние 91 година излеговме на референдум за самостојна Македонија. Тодор Петров јасно тогаш ја направи таа формулација, беше пратеник и тоа е негова заслуга на тоа што и тоа да се почитува. Значи, ние сите сме гласале за самостојна Македонија. Додавкиве се грди, не болат, но тие ќе исчезнат, тие се небитни. Суштината е дека Македонија останува Македонија и од зборот Македонија на државата произлегува македонски народ, македонски јазик, македонска историја и придавката македонски по сите основи. Само да подсетам уште една работа. Не случајно зборот Македонија сакаа да ни го искорнат. 1992 година, една година по нашето прогласување самостојност и успешниот референдум на Македонија, целата Европска Унија во Лисабон 1992 година донесе Лисабонска декларација дека да, ќе ја признаеме оваа земја, но без зборот Македонија во името. Без зборот Македонија. За среќа тогаш брзо се интервенираше и исчезна таа глупост, почнаа долги мачни преговори, меѓутоа борбата беше, значи, прво пробаа зборот Македонија да го нема, видоа дека тоа не го даваме, не може. После следната борба што беше? Придавката македонски, да не ја употребуваме. И во сите тие забрани, и од она што го спомнавте од 2005-та и во другите, беше проблем како за меѓународна употреба да ве нарекуваме, меѓутоа без право да ја употребите придавката македонски, за да не може да има македонски народ, македонски јазик, македонски идентитет. Така што во оној лош договор кој што е со Грција, кај што има многу небулози, кој што еден ден ќе се коригира и ќе се тргнат глупостите, таму една работа има во членот 7, на кој што и сега го користат, фала Богу, и нашето политичко водство, користење на зборот Македонија во слободен говор, сосем разговорно, секоја страна си го употребува со свое значење и македонски народ признаен, македонски јазик и македонски идентитет. Така што тоа е нешто што претходната влада го потпиша, а не го разбра и се плашеше да го користи. Фала Богу, сегашнава многу поумно и многу пополитички и многу појако, силно од внатре Стамено го одржа ветувањето и го користи на многу мудар начин. А тие додавки, лепенки многу болат, но тие ќе бидат тргнати еден ден. Македонија останува Македонија со македонци, македонски јазик, македонски идентитет и овој протокол треба да го искорнеме како, јас би рекла, како трн од петица. Амин. И благодарам многу што бевте моја соговорничка благодарам вечерва. За поканата, ми беше чест. Чест и задоволство и мене, со оглед дека навистина се одваживте, дојдовте во овие жешки денови, дечна жешка ноќ, во секој случај. И ова жешка тема што мене ми е голем предизвик, ми испративме убава порака до гледачите и до сите тие почитувани. Знам дека немате доволно информации. Од причина не, власта дала се од себе и ви ја кажа вистината. Достоинствено, не со патерици. И ние заслужуваме со крената глава и со исправено торзо да влеземе таму кај што ни е местото.
Бидете живи здрави, значи беше задоволство што вечера госпоѓа Поповска даде на експлицитно образложение што значи овој силен незин предлог до нависоката институција, тоа е Уставниот суд, кој треба да донесе историска одлука. Бидете живи здрави за многу години и се гледаме здраве Божи во вторник со нова тема и содржина во Гласот на народ. Пријатна вечер. Гласот на демократијата.